Кај околу 50% од луѓето барем еднаш во животот се развила некоја предканцерогена промена на кожата, а истражувањата покажуваат дека 70% од луѓето не ги препознаваат предупредувачките знаци. Ова е една статистика која ја посочувам на самиот почеток на денешна Телма амбуланта како вовед во темата која ќе обработиме. Имено месец мај, месец за борба против канцер или меланом на кожа. На оваа тема денеска во продолжение во ова најново издание на Телма амбуланта зборувам со доцент доктор Андреј Петров, специјалист дерматовенеролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Докторе, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добре најдов. Зошто баш мај месец е месец за борба против ова сериозно заболување на кожа? Па точно зошто не знам, меѓутоа интуитивно можам да претпоставам како што и сите веројатно ваши гледачи. Мај месец е месецот кога практично се најавува летото, кога почнуваат поголем број на сончеви денови, кога всушност се случува оној преод од зимата кон летниот период, а сонцето е главниот фактор во, да кажам, развојот на овие болести и заради тоа веројатно е одбран мај месец, оди една кампања низ повеќе европски земји, оди низ Македонија. Период кога можеби нашето тело било во изминатите 5-6 месеци повеќе зацкриено или покриено, ако сакате, а сега веќе поради зголемувањето на температурата и присуството на сонцето повеќе се изложуваме, повеќе директно кожата е изложена на сончеви зраци, па од тука претпоставувам јас дека станува збор за една кампања. А кои се според вас првичните сигнали дека можеби нешто се случува променливо на квалитетот на кожата како резултат на одредени сончеви влијанија? Па секоја промена на кожата која е нова треба да биде сигнал да се провериме. Значи секоја промена која претходно не сме имале, значи дали е тоа некое црвенило, дали е флека која се појавува некоја на кожата, е доволен индикатор да, ако ништо друго, се погледнеме самите пред огледало или ја видиме таа промена на кожата и да едноставно се вратиме назад и да размислиме дали сме ја имале некојаш порано, па сме ја заборавиле, дали навистина е нешто ново што се случува. И доколку е тоа така, тоа е еден доволен, да кажам, сигнал за само преглед. Во кожата има една, да кажам, предност, за разлика од натрешните органи, што се гледа со голо око. И можеме со голо око одредени промени да ги гледаме, да заклучуваме какви се. Ние често пати на пациентите им сугерираме едно така наречено ABCD правило или правило на само преглед на бенките, на оние промени на кожата, бидејќи тие се смета дека може да доведат до некои поопасни работи, вака народски кажува. А, значи асиметрија, Б бордер, С color, Д диаметар, тоа се акроними од англиските зборови. Значи се што е во промена на големината, во промена на бојата, се што може да крвари, се што е издигнато над површината на кожата или вдлабнато, сето тоа е доволен или наеднаш многу нараснало, сето тоа е доволен податок да отидете на дерматолог, да се прегледате и на тој начин да се заклучи дали има причина за стравување или нема причина за стравување. Кои се одредените категории или пак групи на кожа кои што можеби се почувствителни на одредени штетни влијанија на сонцето? Прво сакам да ви кажам дека нема кожа што е имуна на било каква кожна болест. Значи дури кај најтемните типови на кожа, да речеме кај црната кожа, се јавуваат овие тумори на кожата. Значи не е исклучено и таму да се јават. Што значи дека колку и да кожата има во себе меланин, колку и да тој предизвикува една отпорност кон горење, кон сите оние фактори со кои секојдневно се соочуваме, особено кога одиме на плажа летно време, тоа е честа работа. Меѓутоа никој не е имун и заради тоа секој треба да се заштитува. Нормално најосетлива кожа е кожата од тип 1, тип 2, посветлата кожа, луѓето со светла кожа, со светла боја на очите,
се многу, да кажам, поосетливи почувствителни на действото на сонцето. Еве кога што го споменувате околу бенките, ова е веќе диаметарот или големината. Ова е она што го зборував, тоа е еден многу добар шематски приказ кој покажува дека самите можеме да видиме ако некои промени се развиваат, да заклучиме дека нешто се случува во бенката и дека треба да ја провериме. Значи тоа е една многу добра основа за само преглед, бидејќи фактите покажуваат во оние земји каде што се работи на превенција, да речеме како во Австралија, каде што меланома, тој најопасниот рак на кожа, да речеме, е најмногу застапен, со превенцијата, со употреба на заштита од сонце, со употреба на само преглед, со редовните дермоскопски контроли, таму инциденцата веќе стагнира и се намалува, што покажува дека тоа е возможно, само треба општеството, заедницата да се потруди, луѓето да го сватат значењето на сето тоа и нормално докторите да ја шират таа здравствена култура околу начинот на самопреглед, начините на превенција, редовните контроли на дерматолог. Да. Ајде да го слушнеме и прашањето на гледачот кој го имаме на линија, па ќе продолжиме понатаму со останатите наши прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакала да го прашам докторот. Ајде. Дали пред година дена сум оперирана од меланом? Дали испадна од прв стадиум? Одев на контроли, за сега е се уред. Дали може истото место повторно да се активира? Мада е добро средено, очистено, на контроли нема ништо, ми кажуваат дека е се уред. Тоа ми е првото прашање, а второто, пошто сум на период на вториот пубертет, така наречен, добро са не е битно, сува ми е многу кожата, што да мрчкам по телото, дури ми се перута. Во кој делови од телото? Поготово нозата. Да. Ви благодарам многу. Поздрав. Добро, благодарам на прашањето. Се разбира дека кај пациенти кај кои е опериран меланом, треба да редовно се контролираат. Во првата година тоа треба да биде на 3 месеци. На секои 3 месеци да се дојде. Возможно е нормално да се појави на самото место и заради тоа се проверува пред се самото место каде што е опериран меланомот, за да не се случи повторување, односно рецидив. Исто така, она што треба да се знае дека кај пациентката во конкретниот случај, кој е тоа еден стадиум, 1А или 1Б, тоа е фатен рано, еден меланом кој дава огромни шанси за 100% излекување со самиот оперативен зафат, значи по литературата над 90% е 5-годишниот тек на болеста без никаков рецидив, така што мислам дека ако редовно се контролира пациентката, ако се оди редовно на контроли, доколку сето тоа е така како што таа го кажа, не би требало да има никакви проблеми. Се разбира дека треба да се штити од сонце, бидејќи статистиката покажува дека почесто може да се јави кај луѓе кои веќе имале меланом на некое друго место, отколку да тоа се јави кај човек кој воопшто немал. Така да треба да се оди на прегледи и треба да се проверува целата кожа, не само местото, туку треба да се проверуваат и остатокот од кожата, останатата кожа. Не знам дали се правени блок ресекција на ливни јазли, дали не го спомена гледачката. Во првиот стадиум обично не се прави, заради тоа што е тоа нешто што е практично само локализирано површно во кожата, но независно од тоа дава добра прогноза. За вториот дел од прашањето, неутрални емолиенти, значи за мачкање на кожата секогаш, особено во повозрастната популација се препорачуваат, бидејќи кожата со тек на времето станува се посува. Значи, и затоа треба дополнително таа да се хидрира, да се масти и да не се суши претерано. Значи, секојдневната употреба на шампони е погрешна. Значи, тоа е многу погрешно. Со тоа нема да ја подобриме заштитата на кожата, хигиената од, не знам, од напад на бактерии. Напротив, ќе ја влошиме, бидејќи со секојдневното сушење на кожата со шампони, таа станува се посува и на тој начин се оштетува нејзината заштитна мембрана
и дел од овие бактерии можат многу полесно да влезат во кожата да ја Тоа напушат. значи туширање секојдневно Туширање, со обична вода? туширање само туш, а ако има потреба и од нормално за шампонирање, тогаш препорачуваме така наречени маслени купки, кои покрај тоа што служат како за шампонирање, значи за отстранување на за миење, нечистотијата, служат и за подмачкување на кожата. Добро. Ајде одиме со следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Добро, доктор Петров, дали претераното сушење на кожата, затоа што споменувате со текот на годините таа интензивно се суши, може да биде како резултат на прекувремено сончање, на пример, или пак изложување на одредени надворешни влијанија, може би недоволна нега во периодот на рана младост, па подоцна во повозрастни години, сето тоа си се акумулирало постепено и наеднаш излегува се тоа на површина. Може да биде резултати на помеѓу другите фактори и на сончењето, бидејќи сончевите зраци имаат една интензивна траума врз кожата, тие делуваат на повеќе начини. Нивната карциногенеза е докажана, значи така да секое изложување, и тоа е видливо особено кај луѓе кои работат на отворено. Земјоделци, не знам, луѓе кои градежни работници, луѓе што се постојано по бродови, по плажи, кожата кај нив е многу посува, делува како корка и сушено, има еден аспект на корка од дрво, толку е тврда. Така да сето тоа е резултат на влијанието на овие надворешни фактори, заради тоа треба заштита ефикасна да се спроведува. Нормално тука се и генетските фактори, не сите имаме ист тип на кожа, некој има посува кожа, 10 до 15% од популацијата имаат атопија, сува кожа, кај тие тоа уште поизразено, затоа треба кожата да се заштитува од сонце, помеѓу другото и заради старењето, не само заради овие работи за кои зборуваме, ракот на кожа, заштитата од појава на кожните карциноми и на меланомот, туку и заради старењето. Изложувањето на сонце ја старее кожата. А добро, каков заштитен фактор препорачувате согласно годишната возраст на индивидуите кои што се изложуваат на сонце? Што повисок заштитен фактор, тоа е подобро, значи 50 на почетокот секојаш, 50 плюс. Значи тоа го сугерираме на сите, затоа што особено кај чувствителна кожа, кај луѓе што имаат проблеми со овие работи за кои зборуваме, кај бебиња, тука нема импровизација. 50 плюс е она што треба да се користи. Сега по некои европски регулативи, дури и во обичните кремови за сонце кои се употребуваат, внатре има заштитен фактор за сонце. Значи сите оние козметики кои од европските земји стигнуваат на пазарот, според регулативите на Европска унија, внатре треба да имаат заштитен фактор за сонце, за да колку толку и она обична козметика која секојдневно ја употребуваат луѓето штити од сонце. Да, што вели вашето искуство, се зголемува ли бројот на луѓе кои што се соочуваат со проблеми со кожа, вклучително и меланомна кожа или карцином? Од клиничката пракса се зголемува бројот на пациенти со меланом. Значи тоа може да се должи на неколку фактори. Од една страна, значи на влијанието на средината, она што го зборуваме, меѓутоа од втора страна може да станува збор и за подобро препознавање на меланомот, заради тоа што подобрата здравствена заштита на пациентите, од делот на зголемена здравствена култура кај пациентите, навиката да дојдат на доктор кога ќе видат дека нешто не е како што треба, современите можности кои ни стојат на располагање, да речеме дермоскопијата значајно го подобрила научно докажано процентот на диагностицирани меланоми во раната фаза на болеста. Сето тоа на некој начин го зголемува бројот на пациенти кои се откриени со меланом. Меѓутоа, она што е сигурно факт е дека бројот не само на меланомот, туку и на другите кожни карциноми расте и дека тоа пред се должи на влијанието на факторите на средината. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете. Добар ден, повелете.
Повелете. Убав ден, поздрав до вас, Гоце. Поздрав. И до докторот. Благодарам. Сега Благодарам. јас имам проблем со болест на кожата. На мене ми тоа може да се каже 6 месеци. Значи јас бев во Скопје, оттаму ми дадеа креми, нешто испитуваа и кажаа дека е гатична инфекција. Со таблети, со некои кремови, мачкајќи, пиејќи, тоа постепено замина. Сега истото се појави црвенило од ногата, од петата, од кај прстите до под коленото. Сега нема 5-6 дена, истото се појави. И се ја плажам да не е тоа некој рак на кожата. Како можам да знам и какви не можам да си кажам како точно е тоа црвено, тие малку загорат, па други се појават, не ме чешат, а ми се јавуват и по раците на шаките, малку понагоре има, и на нозите, само на тие места има. Какви симптоми се тие, да ми каже докторот? Па, тоа сигурно не се симптоми на рак на кожа. Така да тоа можете да бидете спокојни по ова што го кажувате. Дали се работи за габична инфекција, тоа што вас инфекција од габи, тоа што по ова што го кажува гледачката ваша се работи, што е возможно. Дали се работи за некоја екцемна реакција, бидејќи се повторува, таа самата кажува дека се повторува, што исто така е возможно. Тоа е работа која треба да се расчисти во тек на прегледите и контроли на дерматолог. Штом се повторува, значи дека не е добро излекувана? Не, штом се повторува, значи дека можеби самиот тип на болеста е таков да се повторува. Речеме, екцемите знаат да се повторуваат. Народски кажано, што народот го нарекува мајас. Знае да се повторат. Некојаш тоа е провоцирано нешто, некојаш само од себе се случува. Меѓутоа, можно е и една габична инфекција, ако не е добро лекувана, ако не е до крај излечена, да се повтори. Но тоа не може вака да се расчисти врз база на разговор, треба да се види, да се направи преглед. И јас ја охрабрувам вашата гледачка да си појде повторно кај докторот што ја лекувала, да едноставно се прегледа уште еднаш работата и да се види како понатаму, или може да се отиде и на друго место да се побара второ мислење, тоа е секогаш можност. Да види некој друг доктор што мисли. Да ја посетат вас. Може слободно, ја стоиме на располагање. Значи, доцент доктор Андреј Петров, клиничка болница Аџибадем Систина. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Поздрав до докторот. Кратко. Под окото од десна страна има црвенило. Што го лекува тоа? Добро, благодарам за јавувањето. Тоа се не можам да кажам, знаете како. Тоа е треба да се види за што се работи. Тоа е нешто што треба да се види. Не може да се каже врз база на црвенило, може многу работи да значи. Добро, веројатно гледачот сакаше за вие со каков проблем се соочувате за мојата вдека, да. Тоа со што? Па јас ќе ви кажам, не она што секојдневно го се трудам, тоа е бидејќи спортувам во суштина доста, да користам заштитен фактор. И сум приметил дека со користењето на заштитен фактор, значи да не испадне демагогија она што ви го зборувам, ќе ви кажам во пракса како функционира, дека тој интензитет се намалува на таа пигментација, бидејќи тие пигментации од сонцето некаде се најизразени до периодот од 45 години, отприлика јас сум таа возраст. Потоа, поради слабењето на меланоцитната активност, самите од себе постепено се повлекуваат. Меѓутоа, како и да е, сугерирам употреба на заштитни фактори, може да се користат и природни работи од типот на витамин С. Значи не мора тоа да се кремови, може да е обична корка од банана или обична да кажам кора од лимон, портокал или портокал каде што има витамин С, тоа исто така делува позитивно, меѓутоа самиот факт дека тоа сте го приметиле кажува дека никој не е совршен, генетиката е таа што ги диктира работите. Апсолутно. Јас мислев дека за друг некој ме праша, ниту докторите се имуни на одредени штетни надворешни влијанија кои можат на било каков начин да влијаат на
на нивната кожа и еве, добро што гледачот еве за примет забележал, па вие еве му подобјаснивте. Докторе, освен кај бенките што може да се забележат одредени промени во нивната структура, диаметар, можеби боја и така натаму како резултат на штетно влијание на сончевите здраци, во деловите на кожата каде што немаме бенки, каде што немаме одредени други израстоци, пеги или како и да е, какви видови на промени може да настанат, кои би не асоцирале дека се случуваат одредени Мислите, процеси? Освен бенките, каков друг тип на промени може да не асоцираат на одредени процеси? Па може да бидат, да речеме, може да е некое распукнување на кожата, рана. Значи, една рана, една ерозија, некое крварење на кожата, да нешто да сме го немале, не личало на едно црвенило, кое сме го имале и после известно време гледате дека почнува да тоа постепено крвари, па пробуваме да го мачкаме со некој кортикостероиден крем, гледаме дека не ја бидува работа, дека тоа не може понатака да помине само, да кажам, или со локална терапија, тоа е доволен доказ дека нешто се случува и треба да се провери, да се испита. Дали дермоскопски, дали со земање на парче. Таму кај што не сме до крај сигурни со клинички преглед и со дермоскопија, земаме парче од кожата и со една мала биопсија правиме, по која потоа хистолошки кажуваме дали се работи за нешто, за меланом, за карцином на кожа, што е она што се случува, тоа е она што може да се направи. Исто така секоја промена од типот на лупење, истенчување на кожата, особено на експонираните делови, како што е, да речеме, главата, косматиот дел кај луѓето што се прокилави, исто така може да биде сериозно нападнат, бидејќи сонцето најмногу удира во тој дел на телото, потоа лицето, во делот на лицето, деколтето, рацете, значи особено подлактиците, шаките, сето тоа може да биде нешто што треба редовно да се следи. Не е исклучен ни еден друг дел на кожата, било каде може да се појави одредена промена. Има работи кои се појавуваат и на покриени делови на телото, одреден тип на тумори, на, не знам, карциноми на кожата, кои ако се препознаат на време со една едноставна хируршка интервенција се решаваат и тука нема повеќе никаква грижа за луѓето кои тој проблем го има. Тогаш шансите за излекување се како 100%. 100% заради тоа што тие многу споро се развиваат и растат само локално. Да речеме базоцелуларните карциноми, тоа се најчести карциноми воопшто во популацијата. Многу се чести, мислам, најчест тумор воопшто во популацијата кој постои, меѓутоа со најдобра прогноза. Со самата интервенција тоа поминува, таа дури некогаш не мора да е ни хируршка. Може да е обично смрзнување со азот или може да е, не знам, одреден употреба на одредени други кремови кои се користат. Така, ајде ќе се навратиме подоцна околу смрзнувањето со течен азот, да ги слушнеме гледачите. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Кој е на линија? Реже одиме со следниот гледач на другата телефонска линија, ако имаме некој тамо. Добар ден. Ало, добар ден. Ајде, повелете, ве чекаме, повелете. Повелете. Имам едно прашање до докторот. Ајде. Оперирана сум од матката ми е, хистеротомија ми е направена и после тоа ми се јавуваат едни црвени точки, ендометри се ги викаат тие докториве низ целото тело. Дали може да ми објасните што е тоа и дали се штетни? Благодарам. Па, по она што го сватив, има некој гинеколошки проблем, оперирање матката, ендометриоза. Меѓутоа, тоа е нешто што треба да го консултирате вашиот матичен гинеколог. Не е во ред јас да импровизирам, бидејќи тоа не е дел
од мојата специјалност, јас тоа не го разбирам добро и ви сугерирам да се обратите на гинеколог. Би можел нешто да кажам, меѓутоа подобро е да го каже тој што тоа го работи, што му е тоа секојдневна работа. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Сакам на докторот да го прашам нешто. Ајде. Јас сум на возраст околу 70 години, меѓутоа во последниот месец ми се појави околу вратот, под нишките, на препоните, мали топченца. Што може да биде тоа? Значи, позади вратот има многу така ситни како јасли. Не знам како да ги нарекам. Да. Тоа се израстоци некои. преку десетина. Под вратот исто така имам појавено. Меѓу градите, под градите, кај препоните. Јасно ми е. По Што може да биде тоа? По ова што го кажувате, не се работи за опасна работа, се работи за едни израстоци кои се едни бенигни или добро ќудни пролиферации на кожата, понекогаш од вирусно потекло, кои се едноставно се отстрануваат со неколку разни видови на апаратура, една бескрвна хирургија практично, едно по едно тие се отстрануваат, дали со радиобранови, дали се отстрануваат со ласер, зависи од типот, од големината, некојаш и со некои други средства, меѓутоа во суштина по ова што го кажувате, местото е типично, описот е добар што го давате, не верувам дека е нешто сериозно, на што ви советуваме да го тоа отстраните, бидејќи тие можат да се шират, а понекогаш и се многу непријатни, заради триењето што настанува од тие површини, облекување, може да се раскрварат, да ги човек подзакачи, така да тоа е нешто што може едноставно да се реши. Острани, да. Добар ден. Вака, имам едно прашање, сакам да прашам, значи после третата бременост негде, тоа е пред 3 години, на колената ми отемнеа, значи ми огрубе кожата, многу е цврсто, многу е така, доста круто чеша. На колената? На колената или под колената? Не, на самите колена. На самите колена и јас 33 години имам, меѓутоа така, темно стои и чеша, доста така знае да чеша, се суши. Па како да ви кажам, од ова што ми го вашиот опис е очигледно дека нешто што е поврзано со сувоста на кожата, бидејќи кажувате дека е сува кожата, дека чеша, некој дерматит кој постои. Треба да се проба прво со неутрални емолиенти, неутрални кремови. Различни се на пазарот, од домашни до странски, сега да не е пристојно јас да ви кажувам имиња на производи тука, меѓутоа може да се употребува било кој од тие, да кожата се намачка, битно е да бидат без парфеми, да бидат хипоалергени, да немаат, значи, натре алергени субстанции, да немаат парабен, за да не го иритираат дополнително. Ако и тоа не е доволно, тогаш може да се употребат одредени кремови, локални кортикостероидни или комбинација на кортикостероиди и салицилна киселина, ако е тоа тврдо, како што го пишува гледачката, доколку и тоа во краток период, од некои 2 до 3 недели не помине, доколку и тоа не е доволно, тогаш можете да се јавите на доктор и тоа е најдобриот начин да се види за што се работи. Да, благодарам за јавувањето. Пред да го вклучиме следниот, кои би биле причините за една ваква појава? Па може да се работи за една генуина, една вродена сувост на кожата која може да се манифестира и подоцна во животот, една атописка, да кажам, конституција, која со текот на времето, особено во бременост и така натаму, може да се потенцира. А ќе се согласите дека може би нетипична или пак нечеста појава оваква исушеност на кожата и тоа токму во делот на колената? Пак малку точно, локацијата е... Не, локацијата може да биде и за други болести, меѓутоа тие обично не чеша, да речеме на псоријаза, се јавува на колена, на лакти, тоа е типично место која оди со такви лушпи, со таква грубост на кожата, меѓутоа па вообичаено не чеша, нема такво чувство на чешање и кожата не е... На лактите, да, докторе, може би често и поради моториката, движењето, да, моторика, механичкиот притисок, една реактивна
хиперкератоза, значи задебелување на кожата да се јавува во тој дел и на колената, меѓутоа можно е да е резултат исто така на една да кажам сувост на кожата која постоела и сега само се потенцирала. Често пати луѓето кога дојдат во ординација прашуваат да бе докторе, како претходно не сум имал ништо и како сега наеднаш ми стана кожата сува на не знам на 35 на 40 години. Значи со текот на времето сите треба да сватиме, особено подоцна после 5-та-6-та деценија, дека кожата не е иста кај 60 годишен човек и не е иста кај едно дете од 10 години. Значи со тек на време таа трпи своји промени, дегенеративни промени и ако таа сувост била минимална и не предизвикувала симптоми, наеднаш со тек на времето се зголемува. Ако има и некој дополнителен фактор, тоа е дополнително ја усложнува да ја потенцира. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Дали сум кај докторот уклучена? Директно во амбуланта. Поздрав. Поздрав. Повелете. Со докторот ли ке? Да, повелете. Јас имам порасете некои бемки така, кои што ме заболуваат, уствари и јас ставав и дермаспреј, ништо не помага. Бемките си седат така на двете раци до лактите. Па сега дали се баш бемки, колку време ги имате тие промени? Од кога прв пат се појавија? Па ги има пред 5 години и тоа така под градите. После сега ми се појавија има 1-2 месеци, 3. Треба да се види за што се работи, не верувам по описот дека се бемки, може би се работи за некои кератози себороични, може некоја друга промена вака под градите, тоа што го кажувате. Најдобро е да се не мислам дека е нешто сериозно, меѓутоа појдете на дерматолог да ве види, тоа е нешто што е ви го советувам. Издигнати или се над кожата или се рамни? Па не малу здлабнати. Вдлабнати. Као да длабнати не помалу има. Тогаш не би можел вака да оценам за што се работи по описот, треба да се види. Да дојдам кај вас? Јас сум во клиничка болница Аџи Бадем Систина, закажете во кол центарот, кажете Андре Петров, не е проблем, ќе ви закажат термина, можете и кај било кој од моите колеги. Тоа е ваш избор. Така, благодарам за јавувањето денес. Благодарам и јас. Поздрав, денеска за меланом или канцер на кожа зборуваме со доцент доктор Андреј Петров, специјалист дерматовенеролог од клиничката болница Аџбадем Систина. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете, убав ден. Извинете да ме прашам нешто, дали може средствата за лична хигиена, сапуни, шампуни, сјаеви и другите работи да бидат штетни за кожата, да бидат причина? Може, апсолутно, да. Тебе ќе ме потврди доктор Петров. Да, тоа што веќе ме прашавте и го зборувавме, може да бидат. Има една многу голема грешка која прават сите, ние често пати дерматолозите објаснуваме, па дури дома во семејствата, дека честото миење на косата, да речеме, по 3-4 пати, по 5 пати во неделата, секој ден, тоа не е нормално, не е добро. Тоа само го суши влакното и кога ќе ви вообичаено одговорот од другата страна е ама многу ми се масти косата, да речеме. Добро се масти, ама колку повеќе ја миеш, таа рефлексно повеќе создава маст. Народски кажано и се масти. Заради тоа потребно е тоа да биде еднаш до 2 пати неделно, да речеме кога се работи за косата. Кога се работи за телото исто така, максимум можете да употребувате шампон и тоа моја препорака е да не биде шампон, туку да биде маслена купка. Значи 2 пати неделно, не повеќе од тоа. Се друго може да се користи со туш, значи секојдневно нормално за секојдневна одржување, секојдневна хигиена, бидејќи честото миење на кожата не само што не е добро, туку е штетно. Апсолутно, да. И на крајот на криштата и ќе
се заштеди повеќе и вода. А и купки, нема многу да се одвојуваат пари од домашниот буџет. Ке влие на буџетот, да. А и ќе си ја ќе го подобриме квалитетот на нашата кожа. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Да, на Повелете. Гледачка од Кавадарци, имам едно прашање. Поздрав за Кавадарци. Ала, поздрав и вас. Ми се јави од лани на ногата некоја црвенило, значи над глуздот одма, колку пара вака, голема. Црвено на кожата, како цвет некако, тетуважа. Бев на кожен лекар, ми кажа, не знам што може да биде, нити ме чеша, нити ме боле, само така се шири. На кое место рековте? На ногата над глуздот. Добре. Да, тоа е вообичаено место кое се јавуваат тие дерматити на подколениците, на ногата. Се случува многу одамна или сега ви се случува во поново време тоа? Веројатно не си склучи веќе гледачката. Значи, можно е да се користат таму прво одредени емолиенти, втора работа може да се користат локални кортизонски препарати за состојбата да се подобри. Треба да се испита, да речеме, циркулацијата. Понекогаш знаат да бидат како резултат на слабост на циркулацијата тие промени. И тоа е нешто што се прави со едноставна една ехо процедура на подколеницата. Ако нема рана, ако нема, значи, нешто друго што укажува дека се работи за некоја хронична циркулаторна слабост, периферна во крвните садови на кожата, може да се работи за еден контактен дерматит кој се јавува често тука или за некој друг тип на дерматит, на едно хронично воспаление на кожата кое треба да се третира на овој начин на кој ви кажав, меѓутоа во суштина од кога ќе помине проблемот, треба превентивно да се делува, да се масти кожата што повеќе за да тоа не се повторува и доколку се повторува многу често може да се направат тестови на некоја контактна алергија да се види дали евентуално некаков контакт со некој од тие материјалите во обувката или чорапата или нешто што доаѓа во допир таму може да ги предизвика тие реакции. Така и често менување на чорапи исто така дел од тоа треба да се прави заради тоа што превентива, затоа што секоја влага, оклузија ние кажуваме, создава можности за развој и за на бактерии, на габи, од друга страна за површни воспаление на кожата, таа влага ја мацерира, ја нарушува кожата површно и таа може потоа да овозможи влез на кандида, влез на некои други микроорганизми кои може да предизвикаат дополнителни проблеми на кожата, одредени други бактерии, затоа тоа треба да се прави често, да бидат тоа природни материјали, по можност да бидат памучни материјали, особено чорапите, сега тоа во идеални услови е невозможно, особено кај женската популација заради носењето на овие синтетски чорапи кои ги користат, меѓутоа хула-хоп, да. Меѓутоа од друга страна би требало тоа да се сведува, да кажам, на едно редовно одржување, она што кажувате, редовна промена и да тоа не биде нешто што ќе биде форсирачки фактор за да се развие. Значи во предност е женската популација со хула-хоп. Не, во случајов не е во предност, во случајот е во минус, предност е заради естетскиот изглед, меѓутоа во случајот заради промените што може да настанат е нешто што е во минус и кај младите луѓе кои многу користат патики, честото трчање, потење натре на ногата доведува до тие промени на стопалото, атлетско стопало и така натаму работи кои се јавуваат со развивање на одредени габични промени. Кога тоа се случува често, особено меѓу прстите, не знам дали некој од гледачите тоа го зборуваше, може да се стават и одредени талкови внатре во чевлите. Тоа е многу згодно. Има повеќе исто така се на пазарот производи. Како пудра, како талк се ставаат во чевлите и на тој начин превентивно делуваат и таму каде што не се природни материјалите во обувката, може да се користат и природни влошки за кои можат на тој начин да овозможат да контактот со кожата биде многу подобар и да не иритација дополнителна. Добре дојдете во Телма амбуланта и за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ме интересира се вака да поставам прашање. Подколениците имат веќе имам дијагноза склеродермија. Склеродермија? Така, да. Ама самиот дел е веќе потемнеч и
ми препорачаа да ставам крема, декотал мислам дека се викаше, така да. Така да, што би ми вие нешто така, барем нешто повеќе објаснете. Склеродермија ако е локализирана само на кожата, што е можно, таа не е, да кажем, поголем здравствен проблем. Ако се исклучени сите, претпоставам дека ги имате направено сите оние други анализи, антитела, антинуклеарни, антисклеродермија, ако е сето тоа во ред, ако натрешните органи се направиле ехо, рентген и така натаму, сето тоа е во ред, се работи за една морфеа, за една локализирана склеродермија, која можете да ја третирате на почетокот со декотал, тоа е добар препарат, да го користите 2 до 3 недели, меѓутоа не повеќе од тоа, бидејќи е кортизонски препарат. Потоа можете да користите, да речеме, некои од тие средства кои обичаено ги припишуваме, можете да користите протопик, да речеме, можете да користите калципотриол, зависно од проценката на вашиот доктор, меѓутоа тоа се работи кои би требало да ви ги советува, да не биде тоа на ваша рака, бидејќи сепак не е нешто што е така едноставно за употреба, треба да. Го кажете тоа претходно што го кажавте? Да, ќе го соопштиме, благодарам за јавувањето. Зашто за кремовите? За кремовите, да. Значи може да се користи калципотриол. Значи таму може да се користи тоа се локални аналози на витамин D. Може да се користат и орални препарати. Меѓутоа тоа е пак по проценка на доктор, може да се проба со дел од овие да се види како ќе тоа делува. Ако не поминува со калципотриолот, може да се оди чекор понатаму и со орална терапија. Ајде да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. И на вас исто. Благодарам. Да ве прашам. Слободно. Јас сум оперирана од меланом на кожа. Добро. Пре 2010 година. Изведен ми е доста голем дел од ногата, мислам од мускулите, на долниот дел испод коленото. 2010-та? 2010-та, да. Добро. И сум примала, овакво е доста и хемотерапија. 7 пати сум оперирана затоа што ми икнуваат овие сателити. Да. Сателитски, значи метастази се јавуваат. Метастазирано е више тоа. Околу. А која година е операцијата? 2010-та? 2010-та прв пат. И сега ги оперирав сателити 6 комада ми извадија и сум пак на хемотерапија. Некоја имунолошка сега нова, Пембролизумаб. Да. Супер, тоа е, мислам, добар, правилен избор. Четврт пат сега ќе бидам на 18.5. Имам закажано. Сега, едно само ме интересира. Дали помага радиотерапија? Не. Значи, радиотерапија кај меланом вообичаено не се советува, заради тоа што меланомот е радиорезистентен, отпорен на зрачење. Освен кај одредени, да речеме, метастази, ако се, не знам, во мозок или на друго место, каде што немате друг начин како да им пристапите. Значи, тогаш може за некои изолирани метастази да се користи радиотерапија. Инаку, она што вообичаено се советува кај метастатски меланом, тоа е или хемотерапија, тоа што сте го правиле, дали конвенционалниот протокол кој се користи, дали овие нови имунолошки типови на терапија кои вие ги што се навистина современи средства кои ги користат. Дали е гледачката се уште на линија? Добро, веројатно не се исклучи, само би сакал затоа што се работи за малку посериозна состојба, малку подетално објаснување или совети и така. Да, можам да она што до сега типот на хемотерапија што го прима, велите, во ред. Тоа е она прима се една друга имунолошка терапија која е одлична, мислам која е одличен исправен чекор, доколку има некои поединечни метастази. Ако тоа беше прашањето некаде кај што се непристапни, да речеме по мозок, може да се зрачат. Значи со зрачење, ако немате друг избор, затоа што, да речеме, ризични се хируршките интервенции кои на непристапно место и така натаму, тогаш е тоа возможно. Инаку, кај меланомите вообичаено... Добро, мислам дека нема, не дај Боже, мислам дека не се соочува со... Затоа што таа кажа дека е раширано, сега колку е раширано не знаеме, ако е раширано само на кожата, операциите се доволно и ова... Спомена дека 4 се извршени интервенции. 4 пати тоа рецидивирало, 4 пати ги извадиле тие дополнителни тумори што се јавиле и тоа е во ред.
Тоа е што е направено во ред. Се појавуваат на кожата? Може да се појават на кожата, може да се појават некои на внатрешните органи. Што ме дадено хемотерапија, веројатно се работи за метастатска болест која може да се јави и во лимфни јазли, може да се јави на некој друг дел од телото. Така да тоа е до сега тоа што е постапувано е правилно постапување. Самиот тек на болеста покажува дека болеста е менаџирана во ред, мислам, така да со оглед на тоа што првиот оперативен зафат е во 2010-та, пред 7 години, тоа е нешто што навистина е така менаџирано, управувано како што треба. Да, така само и дадеме поддршка на гледачката. Само да продолжите тоа е секоја болест може да се лекува, да се надмине. Да се надмине, тоа е нешто што зависи од многу фактори, треба да се продолжи со терапијата. Ако е прашањето дали зрачен да или не, ви советувам да се консултирате со онколог за околу тие работи да ги прецизирате. Така. Добро, доктор Андреј Петров, еве би сакал само нешто да споменеме. Со какви се методи може да се вршат прегледи во вашата клиничка болница и постојат ли апарати кои би диагностицирале некако вид на посериозно заболување или пак оштетување на површинскиот или длабинскиот слој на кожата? Во случајот кога станува збор за меланомот и за туморите на кожата, има една апаратура која се нарекува дермоскоп. Дермоскопија се вика методата, таа е од кога е почната, практично е воведена скоро секаде, се користи во сите институции. Немаат сите еднакво квалитетни, да кажам, апарати. Нашата можност е што имаме апарат кој е навистина последна верзија и кој овозможува неколку работи. Прво, дигитално архивирање, значи доаѓате, тоа го сликаме и тоа станува дигитално архивирано. Потоа овозможува разбаза на тоа дигитално архивирање следење, значи кога ќе дојдете следниот пат, може таа слика да се пред година дена што сме направиле, што е вообичаеното време за следење дермоскопско, да се спореди со некоја нова слика која е направена во моментот. Тоа е нешто што е возможно и што се прави. И третата работа која ја има како можност тоа е мапирањето. Тоа е многу битно кај луѓе со многу пигментни промени, каде што некогаш и не можете точно да ги обележите, друго е кога ќе го обележите во самата слика од пациентот, конкретната промена. Друго е кога му давате само на обично листче и му запишувате таму и таму е видена таа и таа промена, ама таму ако има 10 или 15 такви промени, понекогаш доаѓа до недоразбирање, заради тоа тој апарат предност. Она што кај нејасните случаи го правиме хистолошка диагноза, значи се зима парче, дали ќе се направи ексцизиона биопсија, да се извади целата промена, па да се даде на хистологија, дали ако е преголема да се извади парче, тоа е исто така нешто што е можно. Добро. Еве, за самиот крај само може да резимираме со тоа што ќе упатиме совет или апел до луѓето да внимаваат колка временски период се изложуваат на сонце, особено кога ќе се зголемат уште повеќе температурите, да се биде внимателен во периодот, верувам ќе се согласите, од 11 до 17 некаде час. Треба да се биде внимателен особено тогаш, меѓутоа и во целиот период, неколку пати во текот на денот да се нанесе заштитен фактор за сонце, да се користи капа, значи таков вид на покривка, шапка, летна некоја облека, лесна, која лесна облека, нешто да не се изложуваме директно на сонце, да се оди редовно на овие прегледи кои се прават, да речеме во некогаш да се користат и кампањите на бесплатни прегледи кои ги нудат особено во мај месец здравствените институции, меѓутоа исто така и да се оди редовно да се контролираат тие работи. Во секој случај избегнувањето на директното влијание на сонцето значајно може да го намали ризикот да се појави нешто на кожата што не е добро, а она што исто така сакам да го препорачам, никако да не се користат солариуми и вештачко изложување на сонце, заради тоа што тоа од аспект дерматолошки е нешто што е погрешно. Не можам да зборувам за другите аспекти естетски. Тоа е право на избор на гледачите, меѓутоа во многу држави, да речеме во Америка, во 13 сојузни држави, тие се забранети за употреба. За меланомна кожа или канцер на кожа, денеска во Телма амбуланта зборувавме со доцент доктор Андреј Петров, специјалист дерматовенеролог од клиничката болница Аџибадем Систина. Благодарам за гостувањето и за... И беше задоволство. Многу гледачи се јавија, значи дека побудивме интерес.
Да, апсолутно, и вие со вашето реноме и Телма амбуланта како еден блог каде што луѓето добиваат совети. Супер ви емисија. За здравјето. Благодарам. Почитувани, ви благодарам и на вас за искажаната доверба. Нормално не заборавајте, чувајте си го здравието, затоа што кога не дај Боже ќе започнете да го губите, ќе сватите колку тоа ви значело.